Бев прашана за мојата сензитивност кон родовите политики, меѓутоа, не знам дали знаете дека како градоначалник сум била дел од лоби групата во ЗЕЛС, која што работела во изработката на прирачникот за комуникација на координаторите за еднакви можности и протоколот за буџетирање, давајќи придонес во тоа како треба да имаме родово сензитивен буџет. И не знам дали воопшто ги следите програмите во кои што за жал, заради културните околности на нашето поднебје, најмногу се засегнати жените, како што се давањето на средства за обука на лица за помош на лица со попреченост и асистирање, кој што само општина Битола ги даде од сопствени средства, а не од проект. И сите останати, како што се 600.000 денари на згрижувањето на бездомните лица и на оние кои што се во ризик, каде што пак ќе кажам најмногу за жал се жените во околностите во кои што се наоѓаме. И тие суми кои што ги говорам, нема да ги читам сите, јако би се сите представени на хартија, ги имате, може да ги видите во програмите, може да ги видите во извештаите, но едно ќе ве прашам. Кога еден советник, поточно советничка, упати прашање до советник, дали има поврзаност со насилство врз женско лице во одреден случај во градот Охрид, никогаш останатите советници и советнички не побаравте да го добиете одговорот на тоа поставено прашање. Далеку повеќе, што не го побара ниту председателот на Комисијата за еднакви можности, кој што е можеби најповикан, за да знаеме какви сме како луѓе, оти ако како луѓе во својот карактер имаме вградено особини кои што ни најмалку не се блиски до стандардите за кои што се залагаме, тогаш дефинитивно не можеме да зборуваме за борба за родова сензитивност. Уште помалку да видиме другарчиња и уште помалку да водиме председателска позиција на таква комисија.